Младински активизам и партиципација представува ангажман на младите во заедницата за организирање на социјални промени. За жал, кај младите во денешно време не достига интерес за младинска партиципација и активизам при креирање на политики на локално и на национално ниво. Младите најчесто се насочени исклучиво кон нивниот образовен процес и мотивација за напуштање на државата по завршување на образованието, со цел побрзо вработување, како и создавање услови за подобар живот. Во текот на образованието, многу мал број на ученици покажуваат иницијатива за развој на идеја и нејзина реализација. Едно од ретките тела кое промовира младински активизам и партиципација на локално ниво е училишниот парламент при Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони. Училишниот парламент во Општинско средно техничко училиште Наце Буѓони е составено од по еден представник од секој клас и вкупно има 35 члена. Парламентот има изготвена своја програма за работа, составена од наши потреби и идеи. Една од идеите кои училишниот парламент ја има ставено во својата програма за работа за учебната 2018-2019 година е и изградба на плато бина во училишниот двор. Тоа е место каде што ќе се организираат културни настани од и за учениците, ќе се прогласуваат победниците од спортските настани кои се одвиваат на атлетската стаза, која е во дворот на училиштето, а ја користат повеќе спортски клубови и граѓаните на целиот град. Исто така ќе може да ја користат и сите други училишта во градот за нивни потреби. Не радува фактот што Хуманитарното здружение Мајка ја поддржава наша идеја и обезбеди средства за нејзина реализација преку регионална програма за развој на локална демократија во Западен Балкан Reload, која е финансирана од Европска унија, а ја спроведува UNDP. Хуманитарното здружение Мајка ја прифати идејата на училишниот парламент и преку проектот Од нас за сите нас им даде поддршка на младите, младинската партиципација и младинскиот активизам. Во рамките на проектот беа мобилизирани младите кои активно се вклучија во идентификувањето и исполнувањето на своите потреби. Заради таа цел, учениците од техничкото училиште активно учествуваа во изработка на училишна бина на која ќе можат да ги презентираат своите активности. Учествуваа и во разубавување на зидот зад бината и садење на зимзелени дрва и цвеќе во училишниот двор. Голем број на ученици земаа учество во организација на повеќе културни и спортски настани. Настани кои беа организирани во рамки на проектот Од нас за сите нас се: одбележување на денот на планетата Земја 22 април. Дел од активностите на овој проект се веќе реализирани, тие се изградба на оваа бина на која денеска стоиме, која ја направивме заедно со помош на ученици од Наце Буѓони, заедно со вработените и професорите на Наце Буѓони, и исто така го уредивме овој зид позади бината, на кој се исцртани логоата на сите чинители на овој проект. Ова бина ќе послужи во иднина за промоција на културни и спортски настани, како што е и денешниот настан за обележување на денот на планетата Земја 22 април, за кој имавме конкурс за ликовни и литературни творби, на кој дел од учениците од Наце Буѓони се пријавија, и за најуспешните на крајот од настанот ќе има и награди. Организирање на настан Техно Science, кој традиционално по 8 пат се одржува во чест на 24 мај, ден на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Полуматурантите од основните училишта од градот денеска учествуваа на техничкиот сајм во средното училиште Наце Буѓони. Овој настан, популарно наречен Техно Science, се организира 8 година поред во чест на Кирил и Методи, со цел промовирање на училиштето. Учесниците се надпреваруваа во повеќе категории во природните науки, информатиката и спортот.
како техничко училиште кое подготвува идни машински механичари, машински техничари, електроенергетичари, програмери, медицински сестри, нашиот успех и иднина во голем дел се должи на успешната соработка што имаме со стопанствениците од нашиот град, со многу фирми и предпријатија од градот, како што се јавната здравствена установа, здравствен дом, ЕВН, СВР Куманово и така натаму. Долга низа на години успешно работиме. Дел од нас се и невладините организации Црвен крст, Порака наша, ЦИТ, а годинава семејството го проширивме со уште еден член. Имено, од ова година започнавме соработка со Комунитарното здружение Мајка, кое преку проектот од нас за нас се вклучи во организирање на Техно Science 2019 година. Здруженијето обезбеди средства за пригодни награди што ќе им бидат врачени на наградените. Ова манифестација, која традиционално ја подготвуваме за деветоделенците да ги покажат своите знаења и вештини, напредувајќи се во различни дисциплини. Во исто време, ова е отворен ден и можност за сите заинтересирани ученици да ги посетат нашите кабинети, да присуствуваат на презентациите и да се запознаат со работата на училиштето. Идејата за една ваква организација е со цел да им и раскажеме на учениците од нашата успешна приказна. Организирање на средба за матуранти во чест на сите кои го завршија средното образование. Јас ке учествувам во пеење, ке пеам тука, но не сум, многу брзо ми помина времето во училиште, бидејќи како додов прва година не мислев дека толку брзо ќе ми помина ова време, 2 години веќе и сега сум за трета година. Премногу сум задоволна, професорите се супер, но сепак кога ќе завршам сега четврта година, ќе ми фалат и професорите и другарите, сепак тоа е друштво. Организирање на музички хепенинг пред бината во Средното техничко училиште Наце Буѓони. Средношколците настапија со неколку музички и драмски точки. Настанот го обележи крајот на учебната година. Другарување, прослава и забава. Насмевки на младите, спремни за нови предизвици. Проектот од нас за сите нас дава убав пример за тоа како младите реализираа една нивна идеја и потреба и помогнаа на Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони да добие нов изглед и функционална бина, која ќе остане да им служи на сите ученици во општина Куманово за организација на разни културни и спортски манифестации.